Но тоа е она кое што можеме денеска да го кажеме. Кога би бил семоќен и да можам да го вратам времето неколку години наназад, би било се поинаку, но за жал не сум. Тоа што можам јас сега да го направам како прв човек на владата, а го правам и во текот на вчерашниот ден, и денеска ќе го правам на сама седница на влада, е робусна акција, робусна контрола, жестока контрола, и сите оние кои што не ги исполнуваат условите согласно закон, ќе бидат затворени и санкционирани. Тоа не е проблем дали некој политички е заштитен, тоа е криминал, тоа е растурен систем, тоа е поединци кои што мислат дека се над системот. Тоа е проблемот, и тие денеска се во притвор. И за ова ќе одговараат. И нема горна граница на пропишаната на казна. Јас го слушнав обвинителот дека ќе бараат највисока можна запретена казна 20 години. Дали тоа ќе ги врати човечките животи? Нема да ги врати. Дали ние ќе ги вратиме? Нема да ги вратиме. Но барем да ни биде ова опомена. Никогаш да не ни се повторат вакви работи. Сите ние имаме некаква одговорност. Јас повикувам на разум. Ве молам на разум. Со неправда и анархија не се носи правда. Го разбирам револтот. Се можам да понесам. Утрото бев таму. Знам како ми беше кога го видов призор. Од оние повреди кои што пациентите ги имаа кај нас, тоа се најчесто изгореници, и тоа изгореници од втор, па и кај некој од нив и од трет степен, согласно на тоа каде биле изложени на делувањето на пожарот и огнот. Најчесто се распределени на главата и шаките, затоа што предпоставувам кровот е прв кој што се запалил, па лицето и заштитата од она што било како паѓање на огнени јазици веројатно е причина што таму се дистрибуирани. Другиот дел од повредите кој што ја прави сериозноста на клиничката слика поголема се вдишувањата на врел воздух и отровни гасови од согорување на материјалите, и третиот тип на повреди се оние кои што настанале во борбата за живот, практично кога едни преку други пациентите поминувале, и тие се повреди од трауматски карактер во форма на набиеници, скршеници